Добро утро и од мене. Петок е, верувам дека многу од вас планираат можеби некој викенд, како и да е, ако во моментов не следите, верувам дека ќе бидеме супер друштво и имаме еден многу бав повод, односно денеска ќе прославиме низ разговор 30 години кариера, но и ќе најавиме еден голем концерт на Борче Наумовски, министерот за песна, така некако може да се каже, кој што оваа среда во Битола ќе го има јубилејниот концерт по повод 30 години од неговата кариера. Ќе биде со многу негови пријатели, луѓе од естрадата, со многу публика и сето тоа убаво спакувано во неколку часовна музичка програма. Денеска меѓу останатото 8 деталите околу концертот ќе позборуваме и за неговиот најнов видеозапис кој што е објавен само пред еден месец и веќе има многу прегледи, така што сигурен сум дека ќе бидеме супер друштво. Борче, добро утро и добро ми дојде. Добро утро, Тино. Како си, добар ли си? Добро е, секогаш ми е супер со тебе. Еве, не сме се виделе неколку месеци, така? Да. Од пролетоска, така некако. Подолго време не сме се виделе. Можда и подолго, да. Да, подолго време. Да ги поздравиме сите гледачи денеска кои ќе одделат ова утро време да не гледаат и така. Јас славам 30 години. 30 години. Да. Тоа е сериозна бројка. 30 години јубилеј. Мојот најголем роден ден, можем да кажам, во кариерата овој би бил. И имаме со бројот 30 повеќе коинциденции. Ке имаме 30 песни. Добра. Ке имаме 30 играорци. Ке имаме 30 тапани. Имам 30 спонзори, па дури дечкото што ќе биде на миксетата кој ќе не озвучува таму, Мио Дракнечак. Добра. Вика ќе ви отворам 30 канали за оркестарот. Чекам за 30 спонзори, а за спонзорите се фаќам. Да. Наменски ти беше, сакаше да го стигнеш тој број? Наменски, да, и имам доста пријатели низ Битола и од фирмите, да кажам, и благодарност голема до сите што го помогнаа овој проект, кој се спрема на назад 6 месеци, можем да кажем. Браво, тоа е огромна бројка. Ќе се загрееме за почеток со прашања. Ајде. Ти ми рече да немаш некои интересни прашања, многу ми се допаѓа што веќе очекувате да имам и секако дека имам. Спремен водител, имаме 60 секунди. Нема проблем. Ќе бидат прашањата типот на или. Бираш една од двете опции. Добро. Без објаснување, без размислување. Значи тоа што прво ти паѓа на памет во моментот. Стално имаш изненадување, тоа ми се бендусува кај тебе, точно. Мора да биде така, па да. Не се прават изненадување само за Нова година. Така е. Режија, дали сме спремни? Спремни секогаш. Битола или Австралија? Битола. Полн стадион или интимен концерт со 200 луѓе? Полн стадион. Аплауз од публика или награда од стручно жири? Аплауз од публика. Нова песна или безвременски хит што сите го пеат? Безвременски хит. Утринско кафе на широк сокак или кафе покрај океан во Австралија? Утринско кафе на широк сокак. Импровизација на концерт или се да биде однапред испланирано? Се да биде однапред испланирано. Знаем. Дует со легенда од македонската естрада или со млад нов талент? Тоа првото. Значи со македонска легенда. Да. Публиката да игра цел концерт или да слуша во тишина и на крај да експлодира со аплауз? Да слуша во тишина и да на крај да даде аплауз, да. Да бидеш запаметен како одличен пејач или како добар човек? И тоа, искрено знам дека не можам да ги одберам. Ето така. Ова знаев дека ќе имаш најмногу дилема. Одличен пејач или добар човек? Одличен пејач. Сепак како одличен пејач. Да. На крајот денот музиката ти е некако на врвот и сакаш по тоа да биде запаметена, нели, целата твоја кариера се што имаш поставена. Интересно. Кажи ми, имаш ли омилена песна која што ти ја бара на секој настап? Односно, ако би бирал, тоа би било омилена песна што ти ја бара на секој настап или нова песна што ти сакаш публиката да ја засака? Па, секогаш сакаме нешто ново да направиме и да ја засака покрај старите, да кажам, што ги пееме и што не ги пеат песни. Секогаш сакаме со нешто ново да се представиме и секако дека Скајмен има стално новитети и би сакал да од тие новитети да народот да ги превземе повторно
да ги пеат. Надвор од овие 60 секунди морам уште едно прашање. Следните 30 години на естрадата или една песна што ќе остане да се пее и по 100 години од сега? Следни 30 години на естрадата. Добар си. Мислам дека е подобро, да. Многу ми се допаѓа. Кога ќе славиме 60, мислам дека пак ќе си закажеме вака емисија и ќе разговараме јас и Тино исто. Така, ќе видиме како ќе се вика тогаш. Со напред. Живи и здрави до тогаш. Да. Може тогаш да биде пензионерски минути за релаксирање, нешто такво? Сигурно, да. Одлично. Интересно е прашање, некако можам да заклучам дека тебе ти е многу поважно да траеш на естрадата и да имаш многу работа, многу песни, отколку да направиш бум со една-две песни, тие да останат за секогаш евергрини. Сега, во моја нестручна психолошка анализа, барем од оно што те прашав до сега. Ако, значи, многу тешко е да обстанеш на естрада, прво да траеш со години, да функционираш, многу е напорно, многу е тешко, многу енергија се вложува и да си активен. А што ако имаш само една песна и, мислам, моето мислењето, макар била мега хит, и те нема долго време да кажам, те нема на сцената. Така. Добро, интересно, ти благодарам за прва игра, верувам дека беше добро загревање. Да кажеме сега околу концертот, па после ќе се навратиме за интересните моменти од твојата 30 годишна кариера. Ќе се случува здравје на Хераклеја. Треба да биде со Господ напред на Хераклеја на 22 јули. Овој датум е закажан уште од ланската година пред Нова година. Пред 10 години на истиот датум правев на отворено исто во Император на Базен, во Битола исто. Али малку во друг стил беше, како со вечера, со конзумна карта, со играње и имавме доста народ исто и тогаш и ни беше времето тогаш убаво. Погодено. Искрено сега малку ме плаши со овие прогнози. Еве да кажем, уште 5 дена има до концертот, има некоја мала најава, некоја капка дошла, никогаш не знаеме 100%. Еве вчера и завчера стварно беше катастрофално времето за настав надвор. Гледавме видеа во Битола. Да, а не пишуваше уствари некоја најава дека ќе има такво невреме и таков дожд. Па дај Боже да се смени оваа најава, а доколку биде тоа, јас сите гледачи ќе ги информирам дека план Б ни е спортската сала во Битола со така голем капацитет, затоа што имаме доста луѓе, мислам информациите ми се дека имаме многу карти продадено и така. Одлично. А 30 години кариера, Борче, вака кога ќе се навратиш, ти се верува ли? 30 години е сериозна бројка. Па ми се верува затоа што јас сум од дете со музиката, еве и повеќе од 30, значи али зборувам 30. Се официјални. Да, официјално, професионално кога почнав по фестивали далечната 96-та година, Тримери, Струмица, Охридски трубадури, 97-ма, Валандово, Цветници, Тетовски фолкфест, фестивали. Почна со кариера и на сите фестивали беше присутен. Точно се до 2001 додека не замина во Австралија со фамилијата. И таму исто бев активен нон-стоп со музика и од кога се вративме, да кажем, фамилиарно 2009 година, повторно се пуштив, да кажам, во фестивалите и во музиката, активно многу. И така, еве, до ден денес, да кажам, бројам негде околу 35-36 фестивали зад мене имам и така. Така, тоа е супер бројка. Како започна со музиката? Кога започна со музиката? Некои мои 8-9 години, да кажам, како хармоникаш, како мало дете. Татко ми имаше многу желба, дете негово да свири на хармоника. Јас имам брат помал, така да јас бев првото дете. И му се исполна желбата на некој начин. И покасно и музичко училиште, и гитара свирев во мандолински оркестар, и така да речам сестран музичар станав за кратко време, за неколку години.
И видов дека со тоа ќе се занимавам уште од дете. Так, хармониката беше на твојот татко или беше купена за тебе? Не, чисто за мене беше. Само што ми ја купија, сам научив 2 песни до вечерта. На денот ми ја купија, без никој ништо да ми покаже. Аха. И родителите мои тука видоа дека има талент во мене за музика и така започнав. И нажалост ја оставив далечната 94-та, веќе 32 години не свирам хармоника. Би можел да се вратиш сега? Тешко е, затоа што сака хармониката многу работа. Свирам клавиатури, аранжер свирам, ден денес да кажаме. И сум бил доста на овие доста помали фамилиарни веселби, стално ме викаат сам така со клавиатури како со аранжер да кажам и така. Така многу ме интересира кога беше дете и кога ти ја купија хармониката, беше изненадување или те праша дали сакаш да свириш хармоника? Ме интересира ова музикава дали некако ја наметнале дополнително, освен тоа што ти си бил талентиран или баш ти си потегнал за да работиш со тоа? Јас како дете, значи на било каква фамилиарна веселба, свадба, крштевка, забава, јас не се тргав од музиката, јас стоев нон-стоп пред нив и така да речам прв татко ми тоа го осети дека ќе биде нешто као тоа дете. Али знаеш во тие години многу деца почнале па се откажале покасно. Тоа е онаа детска љубопитност. Исто и кај мене имаше периоди такви затоа што како дете играв и многу фудбал, исто и скијав, такмичев за Пелистер во тоа време како цицибани, да кажем во тие години. И сега дете како дете до некој 13-14 годишна возраст не можеш да си го одредиш патот сам, али татко ми ете да кажам вика синко фудбалот е до 30 години. Музиката трае многу подолго, така да тогаш фатив правец, веќе кога се запишав прва година средно музичко училиште и таму се изградив да речам музичкиете се образував, така почнав да речам некоја мини кариера, па која покасно прерасна во професионална. Така, интересно е што некако во текот на сите овие 30 години кариера постојано правиш некои промени, дури физички промени, во смисла од Македонија заминуваш во Австралија, таму си 7-8 години, па се враќаш повторно тука и така натаму. Си размислувал ли за можните ризици од превземањето на такви чекори, со оглед на тоа што може да сфатиме колку многу ти е важна музиката? Јас сум цврсто убеден од секогаш и како да речам, кога газам здраво и одлуките ги донесувам со повеќе анализи лично мои, можам да се консултирам нормално со фамилијата, али кога ги донесувам одлуките, јас пред да одам во Австралија знаев дека ќе се вратам во Македонија и така ми беше планот и така и направивме заедно со мојата фамилија и воопшто не се каваме, јас сум тука 17 години во Македонија. А тоа што одам професионално често на турнеи, тоа баш ми прилега да речам, баш ми е добро затоа што не канат, не заборавиле нашите иселеници. И ако сум таму живеел, еве имам неколку турнеи направено во овие години во Австралија. Па ете и тука низ Европа и Америка и така натаму. Кога сме веќе на релацијава Австралија-Македонија, многу ме интересира што научи во Австралија, а што може би подоцна свати дека истото го има и кај нас. Што научив? Нормално дека секоја, како да кажам, секоја менување на средината, учиш многу работи, запознаваш многу пријатели, учиш некоја нова култура. Има многу да се каже тука, многу различни работи. Ама пак ќе кажам на крајот на денот на сето тоа мислам дека човек треба да се запраша кај си среќен, кај ти е убаво, кај ти е полна душата. Јас сум роден во Австралија, али сум на 3 годишна возраст вратен во Битола, јас цел живот сум го поминал во Битола. Таа енергија што ја има во Битола, да кажам, во Австралија е многу поразлично. Мада е преубава земја, пак ќе кажам, јас никогаш не ја отфрлив да кажам. Јасно. И како што викаат, you never know, значи никогаш не знаеш. Али посреќен сум, пак ќе кажам, и пополна душата ми е во Битола
тука ми се и родителите, тука ми се и поголемиот дел од роднините, мада имам и таму доста роднини, али лично за мене и за мојата фамилија и моите деца, Така. мислам дека барем сега за сега и во наредниот период, во наредниве 10 години се гледам тука. Тука. Кажи ми, од која причина се враќаат твоите од Австралија во тоа време? Па во тоа време, ете, како печалбари да кажам, 60-тите, 70-тите години, многу иселеници имаше. Ете и Тапко истото го направи 69-та година, замина како беќар да кажам и се вративме да чам 77-ма, отиде да спечели за Fiat 1300 за кола, да. Сериозно? Да, ова е вистина, да. Али се врати со две колички, значи со мене и со брат ми. И тој тоа веројатно не го планирал, се најдоа таму да кажам со мајка ми исто. Мајка ми исто замината со своите браќа во тие години, како што многу заминува, али кога се вратија, тоа беше друго време, значи Југославија. 77 година, што било многу поразлично. Што кажуваат дека во денешни услови дека како што е да речам сега не би се вратиле, затоа што Југославија било нешто друго. И јас паметам доста да кажам од Југославија, така да многу луѓе се враќаат тогаш, за разлика од сега. А јас сум еден од ретките и тоа многу ми го кажуваат што направив таков чекор. И не се каам воопшто. И фала му на Господ, среќен сум тука. Така, тоа е стварно најважно. Да, на крајот од денот, нели среќата како велат не се купува ни со пари, ни со локација, ни со било што. Да направиме на мала пауза. Ако сакаш ќе го промовираме твој најнов спот Моја љубов, моја судбина. Тоа е она видео за кое што велиш дека има навистина голем интерес и прегледи. Ќе се вратиме со деталите и за концертот и за се останато, има интересни работи за твојата кариера. Ајде нека го погледнеме. Ова е Моја љубов, моја судбина на Борче Наумовски. Ете така, Моја љубов, моја судбина, ова е најновата песна и видеозапис на Борче Наумовски. Само еден месец од како е лансирана, ако може така да се изразам. Знам дека си многу задоволен од тоа како поминува со прегледи. Очекуваш или не? Тоа ме интересира. Јас сум изненаден искрено, затоа што никогаш не можеме да знаеме која песна ќе ни се слуша и колку прегледи ќе има. И тоа колку прегледи има ни покажува дека на некој начин можда не 100%, ама поголемиот дел од процентите дека нешто добро сме направиле. Така. И сум изненаден, таа е песна сакам да го поздравам мојот брат, колега, можам да кажам маестро Кирил Стојчевски, музика и аранжман. Текстот на Валентин Соклевски. Снимавме со арт продукција, Balkan Music, Дејан Георгиев. И сум задоволен од тоа што го направивме искрено пред месец дена. Снимавме на повеќе центарот. Да, на повеќе локации снимавме. И така да имавме добро снимање, да кажам, од едно 10 часа. Браво. Браво. Една цела смена сте истерале буквално. Па да, со кратки паузи. Со кратки паузи, да. Тие паузи се задолжителни. Борче, многу ме интересира во овие 30 години кариера, има ли песна која што може би публиката сака повеќе од самиот ти? Или и она другото, или песна која што тебе многу ти е драга, некако не поминала како што треба кај публиката? Има и тоа. Имам повеќе песни што имам осетено, да кажам, и слушам дека ги пеат нашите песни, специјално надвор од тука од Македонија, кај што одиме по турнеи. Еве, Леле каква жена, Марија, песна љубовна, Мерак по тебе. Еве, ова исто стаја моментално, што ди Ленче Комшивче. И кога ќе видам дека било на прослава, било на концерт некаде или надвор од, да кажам, од државата, дека кога играат луѓето веќе ја пеат песната, тогаш осеќам дека оваа песна ја знаат и тогаш сваќаме, да кажам, која песна полека ни станува, да речам, хитче. Ајде, не мора да биде некој голем хит и така. Ова е онако очекувањата се големи или пообратно, а нели секогаш И тоа се дешава, на прашањето да се надоврзам, не го дозавршив. Да, тоа е другата страна. Да, понекогаш навистина очекуваме
Јас сум по природа многу позитивен човек, очекуваме многу од некоја песна, а уствари испаѓа обратно. Те разочарува тоа во моментот? Си бил разочаран за некоја таква? Да, малку да, ме разочарува и кај мене секогаш постои мал страв, да кажам, мала фобија од неуспех. Значи за нешто кое ќе се зафатам, ако не го направам како што треба. Мислам дека кај повеќето луѓе е така. Не е тоа некое разочарување затоа што сум јас голем борец во животот и повторно ќе работам и повторно ќе се трудам да го направам како што треба. Така, ама човек секој што максимално вложува и ќе ти биде криво ако резултатот не е како што биле очекувањата. Сето тоа е многу енергија, многу љубов, многу сати потрошени, многу ноќи неспани некогаш да анализираш и да смислиш како треба да го направиш делото. Која беше најголемата жртва која што сите овие години Борче требаше да ја направи за да успешно трае 30 години? Секако дека во секоја професија има голема жртва, така и во нашава, затоа што има многу патувања, има турнеи, има така да си одсутен и од фамилијата, од дома. Поддршката голема е од фамилијата, јас имам секојаш од мојата сопруга и од дечината мои поддршка за ова што го работам. И таа е најголемата жртва, мислам, што си одделен со фамилијата. Не можеш да бидеш нон-стоп, не можеш да одиш на одмор кога сакаш, не можеш да одиш, али јас во последниве, да кажам, 10 години пресекувам доста работи, затоа што и дури откажувам и свирки, или турнеја, ако треба ќе откажам, ако сум букирал да одам некаде на зимовање или на летовање, и мора така да биде, затоа што повторно правиш жртва. И мислам дека доволно многу досега имам жртви направено и сакам да ги редуцирам како поминуваат годините. Сега си во еден период каде што малку повеќе може да се посветиш и на приватното. Така, точно. Добро. Кажи ми, овој концерт е јубилеен, ќе настапат многу твои пријатели, многу познати луѓе од македонската естрада, да ги споменеме само кои се, затоа што верувам дека публиката го чека. Имам свои гости покането. Лично јас сум добар со цела естрада, али дел од моите гости веќе бидат Миле Кузмановски, Даниела Темелковска, Татјана Стефановска, Кати Трајче Соната, водителка ќе ни биде Ирена Спировска, Кут Гоце Делчев, Кут Илинден од Битола, и така да имаме доста изненадувања. И да се надобрзам, не го кажав тоа, и албумот мој исто деновиве, или пак можда за некои десетина дена од прилика така треба да излезе во продажба низ цела Македонија. Значи се паралелно правиш, периодов ти е хаотичен. Многу работа и треба и тој да излезе во продажба со некои си 7 песни нови и додадени песни од претходните албуми The Best of Me, значи најдоброто од мене, и CD и DVD издание, имам доста видеа исто, видеозаписи и едно да го спакувам во едно тоа. Има ли Борче се уште неостварена желба, нешто што сакал да го направи во овие 30 години и се уште останало на листата за да се направи? Ете, не се случило до сега. Па, сигурно. Има, секако дека има пропусти и желбата нормално, пак ќе кажам, на секој интерпретатор е да направи некој голем хит, мега хит. Јас искрено немам некој таков голем мега хит и секоја што го кажувам јавно. Дека имам песни што ми ги пеат и хитчина, имам. И сум имал во овие 30 години, али некој голем мега хит да имам и да сум направил, не, ете тоа нека може да остане, да речам, како неостварена желба, али секогаш од кога ќе се снимат песните, дури некојаш и повеќе години тоа трае, како туѓа си бескрајно на овој на Ефто, па туѓа си бескрајно стана повеќе од 35 години таа песна, така? А стана хит пред неколку години. Може и тоа да се деси, затоа што секогаш време бара публиката за да тоа стигне, ми се чини, до сите.
Посебно што денеска публиката е многу променлива. Стиловите се измеша. Младите мислам дека многу не слушаат народна музика, веќе тргнам од децата мои. И така да, али пак се бориме, борба е. Нема откажување, да. Кога сме кај млади, што мислиш од твоето досегашно искуство, дали бркаат кариера или популарност? Новите пејачи, младите. Сега не зборувам и за фолкот, меѓутоа и за генерално сите останати. За младите колеги мислам дека повеќе сакаат да бидат популарни, али тоа не оди преку ноќ, кај никој тоа не било. Имам тука многу енергија, многу години треба да поминат, многу песни да се снимат, многу фестивали и така да, многу видеозаписи, сето тоа многу време фаќа. Имам приметено искрено, млади колеги што доаѓаат баш на Мерак Мејана, на Везилка, дека млади дечина, тоа е многу убаво, што учат и сакаат да ја продолжат, да речам, традицијата да трае македонската музика и да не заменат еден ден нас нормално. Ама имам приметено кај многу деца, колеги млади, дека сакаат преку ноќ. Тоа не може. Секогаш, да кажам, како совет му давам. Така, тука може да има големо разочарување, ако такви се очекувањата, нели? Па и брзо се откажуваат некои. Да. Затоа кажав, не мислам прашањето што ми го постави ти, но дали е подобро една песна да направиш и да те нема или пак да траеш години. Тоа е потешкото, да траеш години и да си активен. Така. Благодарам многу за денешното гостување. На крајот само уште еднаш да споменеме местото, датумот, бекап варијантата за не дај Боже. Така, ти рече прв таа работа, ти верувам, значи 22 јули со Господ напред сега во среда. Пак ќе се прекрастаме, сум побожен човек, искрено секогаш. Во Хераклеја треба да биде концертот, мојот јубилеј, моите 30 години, доколку не ни дозволи времето. Тоа не сакам да се случи, ама доколку не ни дозволи времето, временските услови, ќе треба да се преселиме во спортската сала Боро Чурлевски. Така е, веруваме дека се ќе биде по планот и онака баш како што треба, со убава енергија ќе се прослава 30 години естрада. Ти благодарам многу, најубав помен имаш на концертот, многу спомени да останат од него и да се гледаме за убави работи. Ти благодарам на поканата, секогаш да кажам, си имаме добар контакт, добар муабет и секогаш имам изненадување од тебе, Тино, со прашања. Така и ќе остане. За крај ќе одиме со Туѓи на Пуста-Јабана. Може. Ќе завршиме со твоја песна. Уживајте, имајте убав викенд и се гледаме во понеделник.